Семејството Мустафа живее во импровизирана соба на дивата депонија на влезото Тетово. 4-членото семејство Мустафа веќе неколку години тука живее и без вода и без струја. Домакинката Джемиле во овие услови ги израснала трите деца. Единствен маж во куќата е 9-годишниот син Сафет. Хајде, ке ми кажеш каде спиеш? Да. Хајде идеме. Ај. Види што е напред. Овде спиеш? Ништо, немамо ништо. Види, све скршено. Види, све капа. Мајката на Сафет многу малку зборува и вели дека состојбата во која живеат не треба да се коментира. Како си ќе работам со вајано гали, а? Ќе работам, што ќе правам? А? Нивниот роднина Максут Шабани вели дека единствениот кој што помага. Тој заедно со децата собираат пластични шишиња и ги продаваат за да обезбедат храна. Ево, ови овде живеат, ја понекогаш идем, брат, ги помагам овдека. Собирам по некои шишиња, овде живеат, овие, ја не живеам овде, таму живеам. Тоа, 4 души се овдека, живеат, да. Овој не работи тука. Овие и малите живеат овдека, ја живеам во другата соба. Максут исто така објасни дека е принуден да собира пластика затоа што никој не му дава работа. Тој живее блиску до нив, во простор кој што самиот го изградил. Вели дека нема каде да оди и не може да ја остави работата бидејќи има семејство. Тој вели дека понекогаш добива помош од соседите. Немамо ни струја, ни вода, немамо ништо. И вода нема. Ни вода нема. Идемо со количка, полнемо, па донесимо да перемо. Каде земате вода? Овде одма кај комшијата позади нас има. Ни помага тој понекогаш. Кофите со вода и шишињата со вода, што се оставени пред импровизираната соба, служат за одржување на хигиена.